Сега следува третиот час. Што ќе биде третиот час, наставничке? Третиот час ќе биде математика, пак математика. Повторна математика. Повторна математика. Марија е експерт за математика, не Да? само што е екологист, туку е голем Цветко математичар. е експерт за математика. Не, Што Марија. најмногу Да. ти се допаѓа во математиката, Цвитко? Мене? Да. Ми се допаѓаат кога решавам таблица множење. Да. Браво, Таблицата браво, множење. браво. Тоа Цветко ти се допаѓаат математички игри? Математички игри секако. Може. Да. Па, ајде да започнеме со една игра и да си ја повториме таблицата множење и делење, може? Ајде. Помагај. Ќе помагам. Повели? Ајде ќе помагам. Едноставно се игра, јас често ја користам во мојата училница, не само за множење и делење, туку и за други содржини, бидејќи интересна, лесна и се учи многу од неа. така Чекај, е. Математика, само малку. Да ни е спремно. Еве. Во две. Да. Може да почнеме? Може Да. да почнеме како? Мојата прва задача е 6 по 5. Кој го има резултатот на оваа задача, нека го исправи и подигне вака. 6 по 5. 30, кој има 30? Не знам. Јас имам. Браво, Марија! Сега ти прочитај твојата задача на твојот лист. 5 по 10. 5 по 10. Колку беше? Јас сум. Точен одговор! Сега Цветко поставува задача. Јас. Ова е задачата. 14 поделено на 2. Еве го резултатот. 7. Да. Така, а мојата задача е 9 по 2. 9 по 2. Еве го одговорот. Браво. Браво, 18. Цветко! 18. Сега повторно ти поставуваш задача. 24 поделено со 4. Кој го има точниот одговор? Браво, Марија, тој е точен одговор. 6. Постави и ти задача. 10 по 10. 100! Јас го имам точниот одговор. Кога сме веќе кај множењето и делењето, на денешниот час за трето оделение, драги ученици, по математика ќе зборуваме за множење и делење, односно одредени правила и факти кои можат да ни помогнат во множењето и делењето. Тука имаме 3 групи. Се представени 3 групи. Моето прашање во секоја група по колку капачиња гледате ученици. Еве, веќе може да ги изброиме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Имаме 3 групи по 4 4 капачиња. капачиња. Тоа математички би го запишале 3 по 4 е еднакво на 12. Така е. Што е Тоа е делење? делењето. Дали знае некој што е делењето? Еве, имаме вкупно 12 капачиња. Треба да ги поделиме во 3 групи. Групи. Да ставиме. А не, ние мислевме ќе се спушта. Ама баш така. Замислете си. Епа, нели, новите технологии се можат, Цветко, Точно. така да. По 4 По капачиња. 4 Во секоја група. Во секоја група ќе се Така. добие по 4 квадратчиња и ќе добиеме 12 делено на 4 е еднакво на 3. Ученици, множењето е скратено собирање. Делењето е обратен процес од множењето. 3 по 4 е еднакво на 12, 12 делено со 4 е еднакво на 3. Но да напомениме, кога множиме 3 по 4 еднакво на 12, производот е ист, иако се променат и првиот и вториот множител. Така е, множењето важи комутативниот закон. Еве сега, уште еден пример. 2 по 4 е еднакво на 8. Или обратен процес со делење, 8 делено со 4 е 2. 5 по 3 е еднакво на 15. Или 15 делено со 3 е еднакво на 5. 5. Така. Правило за множење со нула. Секој Само малку, може да направиме една мала пауза, да одмориме малку
и подоцна пак ќе се вратиме. Да не следуваат вести? Да. Може. Може!